Многумина кои популарно биле во војска и ден денес носталгично раскажуваат за своите војнички денови. Најчесто за пријателствата кои остануваат вечни, полни со спомени од војничките другари. Пријателства од скоро цел Балкан, некои позитивни, некои негативни. Ама да се биде војник не само што те тера да се удираш во гради, туку имаш секогаш да ја кажеш онаа реченица: ти не си видел тешко, ама не си бил во војска. Па колку расплакани девојки, па колку изневерени љубови. Па колку го чекам да се врати од војска. Постарите знаат да кажат дека младите сега се разгалени, ниту им се работи, ниту почитуваат авторитети. Се знаело, војската те учи на ред, работа и дисциплина. Кога си во војска, си како на работа, стекнуваш навики, добиваш дисциплина и после се ви е полесно. Ако си бил војник, од никоја работа не ти е срамота. Тие што биле војници нема да се оставаат без да работат. Идеја за враќање на воен рок во Македонија по предлог на генералот Котески за задолжителниот воен рок, кој би траел 3 месеци, имаше дали би требало да се реализира. Мислите ли дека треба да се врати служењето војска? Ги прашавме граѓаните на Струмица што мислат на оваа тема. Дали според нив треба да се врати задолжителниот воен рок и доколку се врати, што би значело тоа за младите? Се зборува дека ќе се воведе. Што мислите, во ред ли е тоа? Не. И што би значило тоа за младите? Това е многу опасно за младите, а за нас многу тешко. Това нема да се случи. Дали би требало да се воведе задолжителен воен рок за младите? Не. А што би значило тоа за младите, еве, доколку се воведе? Немам представа. Иначе, јас сум бил како млад воен рок сум Сметате ли слушал. дека е убаво младите да одат задолжително во војска? На некој начин би било добро, зашто тоа си е уврска на некој начин. Ќе се стакнат со некои врски за работа, за физички се ујакнат. Те дали е тоа во ред? Ама види, оно не е лошо, ќе се цивилизира народот, тоа убава работа, ама сепак големите знаат. А што би значило тоа за младите, еве, За младите е добро, ќе знаат да се понашат како треба. Јас бех војник, да кажам, за време Југославија, беше многу добро. Се почитуваме сите, без разлика, дали си шиптар, дали си, да кажем, општо се слагам, се поштувам се, нема поштување се, лошо. Иначе, без разлика, дали си ром, али да кажем, убота. Иначе не да се бранам од некој, кој се бранаш веќе. Сега по-цивилизиран народ, али културата е добра, само дали може држава да успее. Иначе, тоа е убава култура. Иначе почетни секој да плува сегде или да не знае добар ден да каже, да поштува. Тоа е убава работа. После таа пауза, па мислам дека треба. И што мислите, што би значило тоа за младите, еве, доколку се воведе? Па една врска што и едно искуство, богато искуство за тај период додека ќе бидат војни рок. Македонија е меѓу првите земји во регионот што во 2006 година го напуштија задолжителното служење воен рок и е воведен систем на професионална армија. До 2006 до укинувањето на војниот рок во Македонија, годишно 13.000 регрути задолжително мораа да служат воен рок. Денес поголемиот дел од струмичани сметат дека во Македонија треба да се врати служењето на воен рок, затоа што така младите се учат на ред и на дисциплина и можеби така ќе се вратат принципиелните навики кај нив. Другите пак велат дека веќе имаме професионална војска. Понежниот пол смета дека не треба да се врати војниот рок, бидејќи е тешко, а посебно за мајката, кога се дели од своето чедо. Сепак дел од нив смета дека служењето воен рок треба да се воведе повторно доколку во касарните создадат подобри услови. Задолжителен воен рок во Македонија се служеше 9 месеци до 2006 година. Најава за враќање на задолжителниот воен рок на крајот на јануари имаше и Хрватска. Таму доколку би се вовел повторно би бил со време траење од 3 недели до 1 месец, а би се одслужувал само во лето.
Хрватската председателка Колинда Габар-Китаровиќ ги отфрли сите критики од оние кои тврдат дека скратениот воен рок не е доволен за стекнување на основното знаење, додавајќи дека од лично искуство тврди дека тоа не е точно. Ги отфрлам сите критики од оние кои тврдат дека тоа не е доволно. Од лично искуство тврдам дека е доволно за темелните елементи, како прва помош, меѓународни конвенции, темелите на знаењето за третирање на цивилите, хемиско-биолошка радиолошка заштита, до маневри за извлекување од зачаден контејнер, што е симулација за урнат авион. Дефинитивно може многу да се научи. Истакна Киратовиќ за време на посетата на кампот на кадетската касарна во Удбина. Хрватската председателка нагласи дека враќањето на задолжителното служење на воен рок во период од 7 до 28 денови ќе им помогне на младите да сватаат многу за себе, за дисциплината, ќе знаат што е будење во 5 часот наутро и заспивање во 10 часот навечер, а при тоа и малку да се забавуваат.